Председателя, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги, со предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за автокампови се врши неопходно усогласување на постојното законско решение со актуелната организација на државната управа. Имено со измените на Законот за организација и работа на органите на државната управа, Министерството за култура продолжи да функционира како Министерство за култура и туризам, преземајќи ги надлежностите во областа на туризмот. Дополнително, со измените на Законот за туристичка дејност, престана да постои Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, а нејзините права, обврски и надлежности преминаа во рамките на Министерството за култура и туризам. Сепак, Законот за автокампови се уште содржи одредби кои упатуваат на Агенцијата и на нејзиниот директор како надлежни органи. Таквата состојба создава правна неусогласеност и предизвикува неможност за практична примена на законот. Затоа со предложените измени се врши институционално усогласување, така што Министерството за култура и туризам, односно министерот, ќе ги преземе сите законски надлежности што досега ги извршуваше Агенцијата, од основањето и категоризацијата на автокамповите до постапките за отуѓување на градежното земјиште и вршењето на надзорот. Со овие измени не се воведуваат нови обврски за граѓаните и стопанството, не се менуваат условите за работа на автокамповите и не се создаваат дополнителни финансиски импликации врз буџетот. Единствената цел е законите да бидат усогласени, институциите да имаат јасно утврдени надлежности, а правниот систем да биде функционален и применлив. Туризмот е една од стратешките развојни гранки на македонската економија, а автокамповите представуваат важен сегмент од современата туристичка понуда. Затоа наша обврска е да обезбедиме јасна, стабилна и ефикасна институционална рамка, што ќе овозможи непречено функционирање и понатамошен развој на овој сектор. Имајќи предвид дека не станува збор за сложен и обемен закон и истиот нема финансиски импликации врз буџетот на Република Македонија, предлагаме законот да се донесе во скратена постапка. Ви благодарам.